ми е во срцето. Доктор на медицина, психолошки советник, доктор на психолошки науки, а од неодамна и писател. Доктор Снежана Џамбазова Попордановска, македонка која што живее во Австралија. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата и навистина ми е вистинска чест и задоволство да бидам гостинка во оваа реномирана емисија. Како отидовте и кога од Македонија во Австралија со своето семејство? Па во Австралија заминавме во 2004 година и со тоа ги напуштивме сите наши роднини, пријатели, мојата работа како доктор на медицина, заедно со сопругот кој што исто така е доктор на медицина. И знаете, отидовме во една земја чија култура, систем на работа, начин на комуникација можда се разликуваше од нашата родна татковина. Така да се соочивме со големи предизвици, а за мене најголем предизвик беше тоа што во првите месеци јас немав работа и бев соочена со предизвикот како да ги одгледам нашите две прекрасни деца во една туѓа земја, без никаква помош и поддршка. Во тие моменти свесно одлучив да се свртам кон себе си и да тргнам по патот на себе спознавањето. И најголем предизвик тогаш ми беше како да престанам да ги слушам мислењата на другите за тоа како да го живеам мојот живот и да го слушнам гласот на моето срце и се разбира да одлучам да одам по патот на мојата мисија да се посветам на психологијата. И тогаш се запишав на Австралискиот институт за професионални советници во Мелбурн, кој што го завршив успешно и се стекнав со диплома за психолошки советник. А веднаш потоа, желна да уште повеќе ги продлабочам моите знања во областа на психологијата и да придонесам за светската наука, се запишав на еден од најпрестижните универзитети во Австралија и на светско ниво, тоа е Дикен универзитетот, и се стекнав неколку години подоцна со титулата доктор на науки по психологија. Да направиме една компарација помеѓу нашето образование и она што го стекнавте таму. Па, тоа е многу убаво прашање. Елена, знаете што, можам само да кажам дека јас сум благословена што имав можност да се едуцирам во една сепак развиена земја, каде што навистина едукацијата е на независно ниво. Конкретно јас можам да кажам дека сето тоа знаење што го стекна во областа на психологијата е навистина непроценливо, значи има непроценлива вредност, бидејќи тоа ми помогна и многу ми помага во мојата работа како психолошки советник, да им помогнам вистински на луѓето да го надминат страдањето, да го пронедат тој постојан извор на мир кој што постои во суштината на нашето битие и да живеат еден навистина исполнет и значен живот. Во Австралија се живее динамично, но сега и овде се живее динамично, така што во овие современи текови на тоа динамично живење навистина е потребно тоа. Да, апсолутно се согласувам. Па да, јас работам како психолошки советник во една универзитетска клиника во центарот на Мелбурн.
заедно со мојот сопруг Емил, кој што е специјалист по општа медицина. И во право сте, ние секојдневно се соочуваме со луѓе кои што имаат различни проблеми, најчесто како последица на овој забрзано темпо на живење. Еден од најчестите проблеми е анксиозност. Значи, едно од најчестите прашања кои што јас го добивам во тие психолошки сесии е како да го надминеме стравот во однос на некоја несакана или неповолна ситуација. И тогаш јас користам специјални техники за умот и психолошки техники со кои што им помагам како да не само да го надминат стравот и страдањето, туку исто така како да се поврзат со изворот на постојан мир и радост кој што извира длабоко во секој од нас. Навистина имам многу голем успех во тие сесии, имам пациенти буквално од преку 100 различни земји во светот, а искрено веќе имам пациенти и од не само од Австралија, туку исто така и од различни континенти, од Азија, од Латинска Америка, од Европа и од нашата мила Македонија, зашто ми е навистина посебно драго, бидејќи со многу голема посветеност и љубов ја работам мојата работа и успехот е очигледен. Само после неколку сесии се случуваат истински позитивни промени кај моите пациенти и тоа е за мене најбавата музика за моето срце. Истражувајќи, напишавте и дело. Па знаете како во тие психолошки сесии бев свидок на нивното емоционално страдање. Го слушав плачот на нивното срце и желна уште повеќе да им помогнам, не само на нив, гледајќи ги тие позитивни промени што веќе се случува пред моите очи, сакам да го споделам тоа знаење и мудрост со што повеќе луѓе широм светот. И токму така се роди првата книга за личен развој, Да се живее поинаку, која што е отпечатена на 3 јазика, значи на англиски, на шпански и зашто сум посебно среќна на нашиот прекрасен македонски јазик. Инаку, оваа книга е базирана на најновите научни сознанија и на мојата долгогодишна работа како психолошки советник и ги содржи одговорите на најзначајните прашања од животот, како што се, например, како да се справиме со стресот во денешно време, како да се справиме со лутината, со нашите негативни чувства, како да постигнеме и да одржуваме смирена состојба на умот, како да одржуваме позитивни односи со луѓето и се до тоа како да го најдеме вистинското значење на нашиот живот и да живееме еден навистина среќен и исполнет живот. Инаку, англиската верзија на книгата, мислам дека тоа е интересно за нашите гледачи, беше рангирана како број 1 книга во областа на психологијата и медицината на американскиот Амазон неодамна, а македонската верзија, значи Да се живее поинаку, е исто така една голема благодарност до издавачката куќа Publisher, бидејќи книгата може да се најде во книжарницата 3 во Скопје или да се нарача онлайн на книга.мк за радост на нашите браќа и сестри македонци. Да говориме од научен аспект за оваа област. Да, тоа што е убавото во Австралија, значи што навистина се посветува многу големо внимание на психологијата. Значи луѓето немаат прво стигма да одат кај психолог, напротив. Доколку имаат проблем, дури и системот е така направен да докторите ги упатуваат на психолог или на психијатар, или зависно од проблемот. И јас можам да зборувам од моето лично искуство во мојата работа како психолошки советник, тоа што го правам, ги користам најновите научни сознанија во областа на психологијата. Ние таму имаме и обврска да се надоградуваме. Значи, професионалното усовршување е составен дел од нашата професија, така што ние постојано значи одиме на курсеви, на семинари и така натаму, кои што ни овозможуваат да бидеме секогаш во допир со најновите научни сознанија и да можеме тоа да го пренесеме на нашите пациенти.
Инаку, најчестите проблеми со кои што се соочувам во моето психолошко советувалиште се депресијата, анксиозноста, како што споменав, а многу често исто така доаѓаат луѓе кои што за жал имаат и суицидални мисли и обсесивно-компулсивни пореметувања и секако проблеми во фамилиарните односи и во љубовните врски. Значи, тоа е еден од најчестите проблеми. Сега, тука јас користам научно засновани техники со кои што им помогам да станат свесни за тоа како функционира умот, како нашите мисли делуваат на нашите чувства и како тоа делува на нашите постапки, однесување и така натаму. Тоа во психологијата е познато како когнитивно-бихевиорална терапија, малце долго име, меѓутоа е суштински важно за секој човек навистина тоа да го знае и да го научи, бидејќи тоа ќе ни помогне да постигнеме таа смирена состојба на умот и да се ослободиме од сите тие ограничени верувања кои што ние сме ги стикнале од другите за тоа како треба да го живееме нашиот живот. Овие техники обично јас ги комбинирам и со исто така многу важни техники за постигнување на смирена состојба на умот, кои што се детално опишани во мојата книга Да се живее поинаку. И сега, кога ја спомнав оваа книга, мислам дека ќе биде исто така многу важно да споменеме уште една книга, која што е фактички мојата прва книга што ја напишав, додека се трудев, барав, читав, како да станам подобар родител, подобра мајка, додека ги одгледував нашите две прекрасни деца во Австралија и така произлезе оваа книга. Тоа е 72 научно засновани активности за развивање на социјалните и емоционалните вештини на децата. Ова е суштински значајна книга за навистина секој родител, наставник, психолог, кој што сака да работи со деца и кој што сака да му го даде најдоброто на своето дете. Бидејќи фактички мојата докторска дисертација беше токму на оваа тема. Значи јас навистина сум пасионирана за социјалниот и емоционалниот развој на децата и најновите научни сознанија покажуваат дека оние деца кои што имаат добро развиени социјални и емоционални вештини, фактички се академски многу поуспешни, а исто така постигнуваат и многу поголем професионален развој и успех, а исто така имаат и многу подобри, попозитивни, похармонични односи може да развијат со другите луѓе, за разлика од тие деца кои што не имаат добро развиени социјални и емоционални вештини. Оваа книга ја употребуваат многу училишта веќе во Австралија, а исто така и тука станува мощна и популарна, и навистина посебно се радувам. Таа е многу практична, знаете, затоа што е базирана на најновите научни сознанија во областа на социјалниот и емоционалниот развој. Меѓутоа исто така е направена на еден толку интересен начин, кој што е забавен и интересен за децата. И тоа се активности со кои што родителот, наставникот, едукаторот може да го внесе детето во тие активности и да на еден убав, интересен начин. Да не биде наметливо. Да не биде воопшто наметливо, да децата едноставно, полека, но сигурно научат како да се справат со сопствените негативни чувства, како да донесуваат мудри одлуки во животот, како да изградат позитивни односи со другите деца, емпатијата, која што е исто така многу важна, за да имаме едно дете кое што е добро избалансирано, а кое што истовремено ќе научи како да го сконцентрира целото свое внимание на задачата и поради тоа е докажано дека овие деца имаат и поголем академски успех. Така да, книгата е на англиски јазик и е напишана за деца од 4 до 10 годишна возраст, затоа што тоа е периодот кој што е клучен, суштински важен за да се развијат овие социјални и емоционални вештини, затоа што тогаш се создаваат тие најважни врски помеѓу мозокот, делот од мозокот кој што е одговорен за мисловниот процес и делот од мозокот кој што е одговорен за справување со нашите чувства. Така да и ве топло ја препорачувам на нашите гледачи, на сите оние кои што сакаат да им помогнат на своите деца да станат добро избалансирани и успешни. Основата на вашата среќа
и успех е љубовта. Токму со вашиот сопруг. Да, ви благодарам за тоа. Токму така. Значи, јас во секој интервју го велам следното. Сето тоа што го постигнав во животот, најмногу, најголема заслуга има мојот сопруг, Емил, кој што со својата љубов и верба во себе ми овозможи да се реализирам како жена, мајка, сопруга и најважно се разбира и како професионалец во мојата професија, поточно во полето на мојата пасија, психологијата и книжевноста. Ти и јас. Две крупни капки од преквечерниот дождец. Две сјајни светла во сообраќајот пред мене. Две случајни ноти од джезот на радио. Две видливи траги по патот толку пати газен. Прилепени една до друга. Стоја душата моја и твоја. Копнеш што бара смир. Празнина што чезнае срж. Стоиме ти и јас. Срце до срце. Душа до душа. Две, а едно. За мене љубовта е основната движечка сила што му дава смисла на нашето постоење. Значи, јас навистина се чувствувам благословена што животот ми ја подари оваа прекрасна личност, мојот сопруг Емил, кој што е мојата сродна душа, значи мојата втора половина. И јас сметам дека поради тоа што и двајцата сме исто во нашиот мисловен и духовен свет, едноставно одлучивме заедно да одиме по тој духовен пат, односно патот на личниот развој, и нашата љубов е уште подлабока и посилна. И јас искрено сметам дека кога сте со вистинската личност во врска, тогаш љубовта е искрена и чиста и таа ќе трае вечно. Ќе го споменеме и неговото дело. Да, токму така. Елена, како да ми ги читате мислите? Па Емил успе на свој прекрасен начин да ја овековочи нашата љубов во оваа прекрасна стихозбирка, која што нарекуваат Оде на љубовта. И оваа книга, во прегратките на љубовта, содржи песни кои што се посветени и инспирирани од нашата љубов, но исто така има и песни кон нашата мила татковина, Македонија. И неодамна, односно минатата година, беше наградена, Емил ја доби наградата Стојан Христов, која што е најпрестижната награда на Струшките вечери на поезијата за најдобра книга од целата македонска заедница. Така да, навистина е прекрасна и ја правеше со многу љубов. Еве, мислам, тоа што мене посебно ми е интересно, што не е само нормално, содржината е прекрасна, меѓутоа и ако отворите внатре, книгата е направена на многу интересен начин, со многу љубов и посветеност. Ете така, мислам дека интересно ќе биде за гледачите, еве, да го видат тоа. Во потрага по изгубениот мир. Како да си го најдам мирот? Како да го пронајдам тоа што веќе ми се дало?
И зошто страдање, кога љубов има? И зошто болка, кога вина нема? Кажи ми, каде се сретнав со тагата? И како ја спознав маката? И зошто ми велат дека не сум избран и дека не сум вреден? Зошто толку копнеам нешто да најдам, а кога барам, ништо не наоѓам? И зошто плачам кога солзи нема? И тага ме облева и ноќ и ден. Мирот, сине, е во тебе. И ти создаваш само кога постоиш. Ти ја сретна љубовта, но му дозволи на стравот да те води. И не си грешил ништо, но дозволи вина да те здроби. Вредиш толку колку што ти си мислиш. И тоа е избор што ти го правиш. И никогаш не помислувај дека не си избран. Оти, тоа е избор што јас го правам. И јас тебе те избирам. Како е да се живее во туѓина, надвор од својата татковина? Да, убаво прашање. Знаете што, навистина не е лесно, покотува на почетокот, не беше голем предизвик. Како што споменав, да се соочиме со сите тие различни начини на живот, различен начин на комуникација и систем на работа. Меѓутоа, јас ќе кажам од оваа гледна точка дека јас сум навистина благословена и благодарна што имавме таква можност да заминеме во Австралија. Најмногу заради тоа што свесно одлучивме и двајцата да се свртиме кон себе си и да сватиме дека најважното нешто во животот е да ги развиеме нашите духовни вредности, значи да не заборавиме кои сме, зошто сме тука. Да се спознаеме себе си. И токму во нашите сесии, во психолошките индивидуални сесии, јас исто така ја формирав и организацијата за личен развој, Another Way Life Education, која што е организација во која што на различен начин преку групни сесии, преку едукативни семинари им помагаме на луѓето да се спознаат себе си и да ја пронајдат вистинската професија, да го пронајдат идеалниот партнер во животот, а исто така и да го надминат, се разбира, страдањето. Така да, навистина, морам да кажам дека тоа беше мојот пат во животот и верувам дека секој од нас има некоја мисија во земјата, меѓутоа мораме да ја пронајдеме која е таа мисија. Што е тоа, зошто сме ние дојдени на оваа планета Земја? Затоа што само тогаш ќе бидеме наградени со еден вистински исполнет и среќен живот. Бидејќи јас цврсто верувам дека секој од нас, кога ќе ја пронајде таа мисија или цел зашто е дојден овде, тогаш ќе се чувствува вистински исполнет и среќен. И нашата цел е да го работиме тоа што го сакаме, со целото свое срце, додека им помагаме на другите или да си ја најдат својата среќа, радост и мир во животот. Меѓутоа морам да признам дека не постои ден да не помислам на мојата мила Македонија, посебно на Скопје. Тоа е мојот роден град, кој што навистина многу си го сакам и многу сум навистина среќена што сум тука повторно, помеѓу моите сестри и браќа македонци. И повторно дојдена сум со мисија да им помогнам како да се спознаат себе си, да го надминат страдањето и емоционалната болка и да сватат дека животот може да се живее поинаку. Имате изготвено и ново дело, заради кое што дојдовте овој пат. Да, токму така. Па, фактички, причината зашто сум денес овде
и зошто дојде фактички во Македонија е втората книга Да се живее поинаку. Значи, ова е книга втора, Патување кон самореализацијата. Значи, оваа книга е на некој начин продолжување на првата книга, затоа што многумина читатели кои што навистина дадоа навистина прекрасни осврти за првата книга и јас секогаш кога ќе го слушнам тоа многу се радувам, бидејќи знам дека книгата вистински им помогнала. Една моја пријателка, еве, ќе ја споменам и Борика, ми рече вака: Снеже, јас твојата книга ја обожавам. Меѓутоа морам да ти признам, кога некој ќе ми повера некоја книга за да ме, нели, да му ја дадам за кратко време или пак да му ја подарам, јас имелам вака: можам с било која друга книга да ви ја дадам, само не ова. Затоа што навистина не можам да се одделам од неа. Многу често го слушам тоа за првата книга, дај Боже се надевам дека вака тоа ќе биде и со втората книга. Оваа книга започнува со тоа што ја проучува во суштина човековата свест. Индивидуалната и колективната свест, ги обработува детално нивоата на човековата свест, почнувајќи од најниското можно ниво на свест, тоа е нивото на срам, па до највисокото ниво на свест, а тоа е нивото на просветлувањето. Значи, тоа е заснувано на научни сознанија, а потоа ги обработува пречките кои што не му дозволуваат на човекот да се подигне на повисоко ниво на свест. Тие се засновани исто така на психологија, значи, меѓутоа јас ги имам толку интересно и обработено на еден многу илустративен и сликовит начин, бидејќи истовремено ги поврзувам со вистински случаи од моите пациенти, така да се многу интересни за читање, но истовремено суштински важни да се разберат и се понудени решенија како тоа да се надмина. Значи, токму како да се надминат тие пречки. И исто така содржи научно засновани техники како да ја користиме моќта на нашиот ум, за да можеме да го исцелуваме нашето тело. Ги исцелуваме нашите физички болести или повреди на телото. И завршува со еден навистина извонредно важен прашалник за тоа како да ја пронајдеме нашата вистинска идеална професија во животот, која што ќе ни помогне да постигнеме креативно изразување и да постигнеме самореализација. А самореализацијата е најголемиот подарок што можете да му го подарите на човештвото. Како што велам, тоа што е интересно за возврат, тој подарок секогаш вам ќе ви се врати. Добитник сте на Цветиновата награда за мир. Ете, огромна благодарност до Живко Поповски Цвитен, кој што неодамна, поточно на денот на среќата беше тоа, ми ја додели на мене и на мојот сопруг Емил Цветиновата награда за мир. Навистина бев пријатно изненадена, затоа што токму ние ја добивме оваа награда. Тој тоа го прикажа како резултат на целокупната наша долгогодишна работа, што јас и Емил ја работиме во Австралија, но исто така и сето тоа што го правиме за македонците во Македонија. Со издавањето на овие книги секогаш на македонски јазик, како што гледате. Значи, не се само на англиски, секогаш се и на македонски. И тој тоа многу добро го знае, дека ние секогаш во срцето сме желни и спремни, подготвени да им помогнеме колку што можеме на македонците широм светот. Така да, ете, за нас е тоа една огромна чест и задоволство што токму ние бевме добитници на Цветиновата награда за мир. Често сте учесник на културни настани. Па, знаете што, мене ми е навистина големо задоволство, огромно задоволство ми причинува кога ќе имам можност да ја пренесам пораката, која што е суштинска порака на овие книги. Значи, како да сите ние научиме дека животот може да се живее поинаку, дека во суштина секој од нас е една убава душа, која што е полна со љубов, со радост и со среќа, и ние сме створени да бидеме среќни.
Значи, ние не сме создадени, не сме дојдени на нова земја за да патиме и да страдаме. Меѓутоа, незнаењето или некои погрешни верувања, кои што сме ги стекнале од средината или од другите, фактички се причина зошто луѓето страдаат. Токму тоа е нашата работа, значи тоа е суштината на Организацијата за личен развој и на овие книги, да им помогнеме на луѓето да врват по вистинскиот пат во животот, патот кон себе спознавањето, да се свртиме внатре кон себе си, зашто таму ќе го најдеме одговорот на сите наши прашања во животот, таму ќе ја најдеме мудроста, таму ќе го најдеме мирот кој што го бараме, или среќата, нели, надвор од нас. Како што Хсин Јун многу мудро кажал, ако сакаме да живееме еден навистина среќен и исполнет живот, треба да ги послушаме неговите мудри зборови кои што вели: заменете ја алчноста со дарижливост, омразата со емпатија, љубомората со почит, измамата со мудрост. Само тогаш ќе бидете благословени со вистински просветлен живот. Многу убаво кажано. За крај ќе ги поздравиме гледачите. За крај, ќе кажам дека најважно од се во животот е да се биде среќен. Се сведува на тоа. Така рекла Одри Хепберн, а јас ќе додадам дека среќата е неизбежна последица на љубовта. Така да, драги мои гледачи, бидете извор на љубов во животите на другите луѓе.